Мојот следен соговорник веќе е со мене во студиото, аналитичарот Ивор Ангеловиќ. Добро утро, благодарам што прифативте поканата, како и секогаш ќе поразговараме за нашите евроинтеграции, но овој пат како порака она што се случуваше како последица на Преспа форумот. Добро утро и благодарам за поканата. Можам да кажам дека беше на високо ниво организиран тој Преспа форум за диалог во Охрид и во Тешево. Огромен број странски представници допатуваа во Охрид и од Соединетите Американски држави и од Унијата, но и од нашето соседство. Многу теми меѓународни беа отворени, од мини Шенгенот се до членството во Европската унија, за која што и сите имаат спротивставени ставови. Пред да навлеземе во тие пораки, прво да ве прашам како го оценувате тоа што најголемата опозицијска партија не се појави на тој форум и секако тоа што Бугарија не испрати представник на тој форум? Па да, пред се организацијата, нели, целокупното ниво кое се одржа на овој форум е за секоја чест. Штета што недостасуваше опозицијата, штета што немаше представници од Бугарија, особено во вакви сентиментални моменти. Оно што мене ми го одзема вниманието е што може и покрај тоа што Европската унија го нема во овие моменти едногласието, овој форум го имаше, значи сите представници на овој форум без исклучок беа едногласни во тоа дека Македонија ги постигнала политичките реформи и дека сега топката е пренесена на Европската унија и дека Европската унија е на потек да помогне во кревање на ветото и да се одржи таа толку посакувана прва меѓувладина конференција. Особено би ставил акцент на представниците на Соединетите Американски држави, од господинот Рикер па се до Џорџ Робертсон. Токму нивните представници беа толку децидни во изјавите, јас би кажал и остри, не дека треба, туку дека мора Македонија да го добие датумот. И тоа е едно охрабрување, тоа е едно зацврстување, јас барем така гледам на тоа, на македонската позиција, на македонската дипломатска позиција во овие преговори. Меѓутоа, од друга страна, не е добар знак тоа што Бугарија не испрати ниту еден представник, иако имаше најава дека ќе дојде некој представник, и исто така недостиг од членови на опозицијата кои сега бараат одреден меморандум во собранието за да се дојде до консенсус. Така што се на се пројде во еден добар дух, во еден пријателски дух и се испрати една порака дека е нарушен пред се кредибилитетот на Европската унија, бидејќи Македонија направи се што можеше и се што се бараше од неа. Токму за тоа сакам да поразговараме. Сите критики кои беа упатени на овој форум беа упатени кон Европската унија, не кон самиот блокатор Бугарија. И балканските и американските представници овој потек ова вето на Бугарија го оценија како неуспех на Унијата. Можеме ли така да гледаме на таа работа со оглед на тоа дека и представници на Унијата реплицираа на тоа? Имаше еден момент на несогласување помеѓу европските и американските представници. Видете, Европската унија функционира со еден механизам кој се испостави дека и не може баш да функционира доколку сите членки не се едногласни, односно доколку не се доволно реформирани на тој стадиум за да донесат консенсус. Се испостави дека консенсусот е луксус и за Европската унија. Тука ја гледам делумно кривицата во Европската унија, бидејќи прими членки знаеме точно кои се во име на геополитиката за да се исполнат некои интереси наместо да се реформираат. И тоа едногласие ја кочи во овој момент Европската унија. Ќе видиме до кога ќе трае ова, меѓутоа консенсусот е еден механизам во кој треба да размислувате наднационално и така и да действувате. Јас се плашам дека Бугарија не е држава која во моментов е спремна на такво нешто, бидејќи ова е еден, пак ќе повторам, луксус за било кое општество и во овие моменти го кочи конкретно Бугарија. Тоа може да биде било која друга членка, меѓутоа секогаш идејата на Европската унија е да го ставите
националниот интерес во втор план во однос на колективното добро. Така што во овие моменти нормално е да се адресира проблемот кон Европската унија, бидејќи јас не знам веќе Македонија што треба да направи и какви све гаранции да добие за да може да го добиеме тој датум. На крајот на криштата тој е еден датум кој е само за почеток на преговори, не е за влез во Европската унија, може долг пат кон тоа. И сметам дека кредибилни се тие критики кои упатуваат, која трасираат целокупната критика кон Европската унија. Тука и поранешната шефица на европската дипломатија Могерини, која беше само критична во тоа, и како што вие напоменавте, сите останати представници од земји членки на Европската унија. Меѓутоа, едно е изјава, едно е констатација, треба да се работи на ова, потребна ни е помош, бидејќи ова веќе се доведува во ситуација на апсурд. Представниците на САД упатија и порака кон челниците на Европската унија дека треба да размислат и за концептот на консензус, но и за концептот кој самите тие го почнаа, тоа е наметнување санкции на оние кои не се придржуваат до договорот. Претпоставам мисля на наметнување одреден вид на санкции и кон Бугарија. Очекувате вакво нешто да се случи, ваков пресврт? Па видите, во однос на механизмот да се менува и тоа едногласие и консенсус, сметам дека е многу доцна за Македонија да чека да играме на таа карта. Бидејќи тоа не иде така во Европската унија, потребни се процедури, потребно гласање и така натаму. Ова второ мислам дека е поопипливо. Сметам дека постојат механизми за одредени суспензии на Бугарија. Мислам дека господин Фуере веќе повика на суспензија на Бугарија, односно се покрене постапка за корупција кон Бугарија. Имаше еден австријски лобист, ако добро се сеќам, не може да се сетам на името, кој побра Бугарија да се иземе од оној фонд кој сега се креира за рехабилитација на земјите членки на ЕУ како последица од корона, пандемијата, така што постојат многу механизми кои може да се воспостават и да се справат со оваа ситуација. Потребна е само волја од Европската унија и веројатно поголем притисок од Соединетите американски држави. Тука е секако и наметнување на португалскиот предлог, кој мислам дека ќе заживее дури за време на словеничкото председателство. Ќе го гледам и тоа како покрај патокас, како некој механизам кој ќе биде наметнат на Бугарија. Така што постојат механизми, треба веројатно постои волја со овие изјави кои ги даваат членките на Европската унија, меѓутоа Македонија во очекување на нешто опипливо, бидејќи ние не сме фактор кој може да и се спротистави на земја членка на ЕУ, па дури макар тоа била и Бугарија. Она што можевме го направивме. Јас единствено што сметам дека во овие моменти не сме го направиле, а треба да го направиме, тоа е репозиционирање на македонската дипломатија пред се кон Вашингтон, а потоа и кон Брисел, а не толку кон Софија, бидејќи од Софија веќе не гледам што може да бараме. Албанскиот премиер Еди Рама имаше навистина интересно излагање. Исто така тоа е држава која оди заедно со пакет со нас, па токму затоа поради нашата блокада и тие се блокирани во пакет. Ја нарече Меркел папата. Како гледате вие на оваа риторика? Рама рече сите ние бевме поеднаш на состанок кај папата и пак не го испорача тоа што го ветија. Зошто е Меркел папата и дали со оваа риторика папата не успеа во својата политика со оглед на фактот дека прво имавме една француска блокада, нова стратегија, па потоа дојде оваа страшна блокада? Видете, таа саркастична риторика е рефлексија на овој апсурд во кој се наоѓаме и ние и Албанија. Оно што и не е така саркастично е, во овие моменти Македонија е во тој пакет со Албанија и Албанија на некој начин Македонија е товарот на Албанија за да влезе во Европската унија. Тоа не беше случај и ланската година. Меѓутоа, таквиот апсурд може да доведе и да доведе во прашање стабилноста на регионот. Значи, ова не може да трае вечно. Така што во однос на Меркел е при крај со низината кариера, дури се очекува кон крајот некаде на словеничкото претседателство со Европската унија во декември да Меркел потегне еден посилен поток во однос на притисокот кон Бугарија. Така што сметам дека
Видете, покрај тој сарказам постојат, ја би нарекол, 3 точки кои се многу важни на долгорочен план. Не смее да се остави оваа ситуација да трае. Значи мора да се крене ветото. Прво, доколку не добиеме набргу датум за преговори, ќе биде доведен во прашање легитимитетот на договорот од Преспа. Тој ќе биде разводнет, ќе биде изрелативизиран и нема потреба да има пред се македонската страна да го испочитува, бидејќи ултимативната идеја на тој договор е Македонија да се приклучи кон Европската унија, без разлика Бугарија што не е тука влезена во тој договор. Да, но така би се вратиле чекор на нас. Апсолутно. Затоа сметам дека ЕУ нема да го дозволи тоа. Втората работа е што овој преседан не смее да успее на Бугарија, бидејќи во перспектива и некои други земји членки ќе може да го злоупотребат ова кон визави други кандидати. Ќе земам еден пример, можеби Хрватска во иднина ќе ја блокира Србија со еден изваков преседан ако се покаже како одржлив. И третото, а најмногу важно што веќе го кажав, а тоа е да не се дозволи да се доведе стабилноста во прашање, бидејќи вие не можете да го држите Западниот Балкан да биде заложник на еден политички театар во кој самата Европска унија не може да се справи со сопствените механизми. Значи, доколку не дај Боже дојде до еден таков момент, тогаш сметам дека ќе настапи и американската булдочер дипломатија, ќе бидат сервирани не предлози, туку директиви на маса, бидејќи ние добро знаеме на Балканот како Соединетите американски држави ги решаваат проблемите. Сите овие блокади ги натераа веројатно балканските лидери да се спојат во еден така наречен мини Шенген, па Рама во своето излагање изјави дека повеќе не е ниту фрустриран, ниту разочаран, ниту бесен, затоа што целта е подобар живот на граѓаните во овој регион, а тоа според него можеме и да го оствариме и со овој мини Шенген, барем во ова подрачје, а тоа е, предпоставувам, делумно да важат правила во овие 6 балкански држави како што важат во Унијата. Олеснето движење на граѓани, стоки, услуги, целата таа економија заживеана на Балканот, дали е ова решение или е ова нужен чекор за доближување до Европската унија? Се додека е нужен чекор е добар, се додека не прераснува алтернатива, тогаш имаме проблем. Мини Шенгенот наликува на една мини ЕУ проектирана на овие простори. Сметам дека следната фаза ќе биде формирање на еден тип на царинска унија за да се зацврсти овој пазар од некои 5-16-20 милиони жители и да се оформи ова општество и овој регион, да се доведе до еден стандард кој ќе постигне таа замислена копенхагенска критерија и на некој начин спремни да влеземе сите ние во Европската унија. Значи, во тој аспект сметам дека овој мини Шенген е добар и дека ќе се спроведе на овие простори. Тоа ќе биде еден добар индикатор дека овие земји ете се спремни да седнат на маса, да функционираат во една констелација како што е Европската унија и така натаму. Меѓутоа тоа не смее да се доведе во ситуација да тоа биде алтернатива мини Шенгенот, па тој мини Шенген прерасне во некаква локална организација која ќе биде пандан на Европската унија. Мислам дека нема да дојде до тоа, меѓутоа мора да се мисли, нели, и на тоа. Така да во овие моменти сметам дека реториката пред се на господинот Рама е добра, бидејќи ние не треба сега да бараме конкретна алтернатива на Европската унија, туку треба, како што ја знам тоа да го кажам во неколку мои излагања и колумни, дека ние треба да се свртиме кон самите себе и да работиме на реформите, бидејќи на крајот на денот ние све што правиме го правиме за нас, а не за Европската унија. Добра алтернатива не верувам дека може да се претвори со оглед на фактот дека Косово и Србија се доста големи непријатели на меѓународен план, па не би можело да го достигнат, предпоставувам, тоа политичко ниво на одлучување. Освен Еди Рама имаше интересни говори, немаме време сега во овој брифинг да се осврнеме на сите, но имаше една интересна работа од Албин Курти, кој се осврна на тоа откако Брнабич го кажа својот став, ние сме за Европска унија, но не и за НАТО. Курти рече дека не сака, не е добро за регионот да има држава која не сака да биде членка од НАТО поради безбедносни ризици. Дали се овие безбедносни ризици реалност? Што ако Србија остане една од малкуте, па и единствена држава надвор од НАТО, дали навистина постојат безбедносни ризици ако сите ние останати сме НАТО?
Видете, фактичката состојба кажува дека ризици не постојат. Меѓутоа, секоја држава ги гради интересите на долгорочен план и под претпоставка дека некогаш и некаде може да дојде до такво нешто. Србија одамна игра на таа неутрална карта, односно игра и со Западот и со Истокот, и тоа е нејзина државна позиција која трае со години. Разбирливи се барањата од господинот Албин Курти, тоа е налик на политичарите од Босна и Херцеговина кои на некој начин се изгорени од минатото пред се оние воени конфликти и го гледаат своето уточиште токму под закрилата на НАТО. Така што дали ќе се дестабилизира вака или онака, никој не може тоа да го предвиди, меѓутоа не верувам дека Србија ќе повлече еден таков потек, дури да биде уценета за евентуален влез во ЕУ да се придружи и кон НАТО. Она што е поважно и за Албин Курти и за господјата Брнабич во моментов е да успее договорот од Преспа и да се реши конфликтот помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи тоа ќе биде платформата и за диалогот помеѓу Белград и Приштина. Тоа ќе биде одскочната даска по која ќе се решаваат проблемите на Балканот. Така што сметам дека на сите на Балканот, а најмногу на Бугарија им одговара да се крене ветото и Македонија да продолжи со интегративниот пат. Како што кажавме, форумот навистина дигна полемика и во политичките кругови европски и американски, но сепак ние останавме со нашиот проблем со Бугарија, а денеска има виртуелен самит со, како што вели Рама Папата, со Ангела Меркел и Западниот Балкан. Што очекуваме сега од овој виртуелен самит, што можеме да очекуваме за време на словенечкото председателство со Унијата? Токму така започнува нели брилинскиот процес. Сметам дека ова е последна шанса на господјата Меркел да круни со својата кариера со решавање на еден спор, бидејќи знаеме дека во Европа генерално споровите се најтешки на Балканот, и конкретно да притисне за овој спор, па макар било тоа преку и словенечкото председателство. Искрено, јас не очекувам многу од словенечкото председателство, бидејќи кај нив е помалку конфузна ситуацијата. Имате председател кој повлекува една иницијатива која е конкретна, оди во Софија да разговара со председателот Радев, да се надева дека ќе успее да го крене ветото и на некој начин да се стави еден патокас по кој ќе се реши проблемот. Од друга страна го имате премиерот Јанша, кој е, да кажам, склон кон урбанистика и со оние нон-пейпери во изминатиот период, навистина ствара една конфузна позиција во која не знам како ќе успее една Меркел или една Европска унија да испрактицира притисок преку словенечкото председателство. Затоа велам дека малце конфузна ситуацијата, што не значи дека нема да дојдеме до некакво решение за проблемот. Јас би почекал да видиме како ќе се одвива динамиката на разговорите помеѓу господинот Радев и словеничкиот председател. Така што исто, значи на овој проблем се надодава проблемот и дека немаме политичка влада во Бугарија. Можеби ќе се чека, ќе се игра на таа карта да се чека формирање на една таква влада, па потоа да се притисне нели кон доаѓање на решение. Меѓутоа сена се земено како лаик, како гледате на ситуацијава, ние имаме ситуација во која цела Европа ја моли Бугарија за некои небулозни барања да го крене ветото. И јас не знам како досега Европската унија не успеа да најде механизам или заеднички јазик со кој не толку да и се помогне на Македонија, колку што овој преседан може многу лошо да се одрази на самата Европа. Значи може да го следат и други земји членки. И веќе се одразува не само тоа, туку расте и евроскептицизмот. Апсолутно. Кај оние држави кои не се влезени, еве го таков е случајот со нас и со Албанија, тоа разочарување го предизвикува токму. И тоа не е само на Балканот, евроскептицизмот расте и во Унгарија, расте и во на некој начин и во Словенија, тука и Полска имате сериозни играчи, така што не смее да дозволите едно е евроскептицизмот да расте, друго да е надвладае ситуацијата и кредибилитетот на Европската унија. Така што овој пат сметам дека или се надевам дека полесно и пократко ќе дојдеме до решение со Бугарија,
кога би компарирале во оној според со Грција, бидејќи тука е поширок интерес и е доведен во знак на прашање кредибилитетот и легитимитетот на ЕУ како институција. Сосема за крај, каде Европската унија го изгуби фокусот, како дозволи одеднаш да се создадат толку големи проблеми. Проблем со проширувањето, очигледно видовме и во момент кога немавме вето од некого, сепак една голема држава како Франција беше своевиден блокатор, а тука се, како што ги споменавте вие, и проблемите со Унгарија, Словенија, држави членки кои што не можат или пак допрва тргнуваат во оние ултрадесничарски ставови кои не се одраз на она што треба да го представува Унијата. Кој е сега, што треба да направи Унијата сега конкретно за да се избори со сите овие негативни појави кои се случуваат? Па да, како што кажавте, Унијата веќе има доволно проблеми внатре, да не збориме за овие кои што се случуваат на Западниот Балкан. Меѓутоа, гледам пасивноста на Европската Унија во решавање на спорот помеѓу Грција и Македонија е мал придонес за ова и пасивноста во спорот помеѓу Македонија и Бугарија. Меѓутоа, вие морате како Европска Унија да возможите формална гаранција во било која форма на една членка, односно кандидат членка како што е Македонија, бидејќи доколку го реши овие две земји спорот, дека нема да има понатамошни препреки, бидејќи сега во овие моменти Македонија утре да направи договор со Бугарија, ние немаме повторно формална гаранција дека можеби некоја друга земја членка ќе текне да не блокира. Така што потребен е консенсус, една формална гаранција при тој консенсус со која би ни било гарантиран кривање на било какво вето, односно нема да се попречуваат интегративните процеси. Тоа не значи дека ние сигурно ќе влеземе во Европската Унија, но може да ги отвориме поглавијата. Така што сметам дека поактивно треба да работи нова Европската Унија, да се изнајде механизам со кој доколку дојдеме во договор овој пат со Бугарија, веќе ниту една земја членка нема да попречува. Постојат тука разни форми со кои може да го издействува Европската Унија, меѓутоа времето работи против нас. Може би тоа требаше да го направат уште после Преспанскиот договор. Така, договор. многу веројатно. Иво Рангеловиќ, благодарам што одвоивте време за денешниот утрински брифинг. Благодарам и на вас на поканата.